Проценките на владиниот врв се дека неколкумесечната руска агресија врз Украина не представува директна закана за безбедноста на Северна Македонија. Едно од објаснувањата за таквото тврдење според шефот на дипломатијата е фактот што земјата веќе 2 години е дел од НАТО. Живееме во период на неизвестност кога и Европа и регионот се соочува со бројни предизвици, вели Османи. Агресијата врз Украина беше, ако можам да кажам, пресвртна точка. Нападот на една држава врз соседна, суверена, независна држава со цел окупација, мислевме дека ќе го гледаме само на Netflix, меѓутоа еве се случува на нашиот континент, при тоа кршејќи ги, како што реков, основните принципи на меѓународното право. Северна Македонија во овие нови геополитички околности, овие регионални случувања, навистина е доверлив партнер на меѓународната заедница, меѓутоа и партнер од кој што може да се очекува проактивност. Едно од прашањата на кое на денешниот форум посветен на меѓународните безбедносни и политички предизвици се бараше одговор, беше што ќе донесе наредниот период и како Македонија треба да се подготви. Советите дојдоа од дипломати и ветерани. Ова борба сега што се води меѓу Русија и Западот е борба меѓу светот на демократските земји и светот на автократиите. Како земја која што нема некаква борбени потенцијали, најдобро што можеме да направиме е да покажеме дека функционираме успешно како демократско општество. Зачестените дојави за поставени бомби кои во последните 2 месеца станаа секојдневие веќе се карактеризираат како хибридна војна која според дел од експертите треба да доведе до заострување на економската криза. Дојавата на бомби е продолжение на притисок да уште повеќе се разгори економската криза во земјите на Западен Балкан. Неслучајно се избираат основните училишта, средните училишта, бидејќи станува збор за деца. Тоа е целта со овие бомби, е всушност со овие дојави да се оневозможи родителите и компаниите успешно да работат. Дојавите за бомби не представуваат реална закана, уверуваат од безбедносните институции кои причините за оваа појава ги поврзуваат со позиционирањето на земјава во однос на војната во Украина. Една од претпоставките која што не ја исклучувам ни јас е позицијата на Република Северна Македонија во поглед на конфликтот во Украина, односно јасно застанување на страната на правдата во оваа држава. Меѓутоа се разбира, како што напоменав на почетокот, главната цел која ќе видите дека е психичка дестабилизација или влијание негативно врз граѓаните, сите претпоставки се отворени. Дојавите за бомби се најдоа и на сајтот на амбасадата на САД која издаде безбедносни насоки за американските граѓани во земјава. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.